Во пресред на новите години, обично многу очи се усмерени насочени кон иднината. Меѓутоа, избрав еден друг систем, бидејќи сите нови години поред, веќе утреден стануваат стари години. Избрав друштво кое вкупно има прилично број години, на масава сме 9 души, околу 700 години, помножено со 365, тоа е приличен број денови, помножено со 24 сати, тоа е вкупно огромна количина на живот и творештво. Најблизу до мене е Тодор Николовски, артист, наш познат, кого сме го гледале во безброј улоги. Он е роден 1902 година, значи можел како бебе да го сретне Гоце Делчев. Го преживеал Илинденското востание, Уријето 908, две балкански војни, две светски војни и сепак останал на сцената. Понатаму до него е Петре Прличко, исто така артист, кој лично ја познавал Коштана. Го играл Митке многу пати и на сето ова, на сиот овој наш собир може да му даде интонација на оној познат дерт пред кој и младите и возрастните и малку постарите сепак воздивнувале. Па јас многу пати сум ја играл улогата на Митко и ја сакам. Може би затоа што и тој жали за својата младост. И јас така често кога го играм, подплакувам малку, а гледам и моите врсници кои играат со мене во пиесата, плачам. Години легнале, па натежале. Години некој му се тешки. Некој пак ги крие годините. Кој ќе го прашаш колку години имаш, тој некоја ќе скуси. Не сме јас и ти од тие точно. Скусуваме и ние, скусуваме, да, се правиме помлади од што сме. Митко највечку жали за својата младост. Митко вели вака: еј, Коштано, пеј. Пеј ми жал за младост. За мојата сладка младост, што така во ништо ми отиде и бргу ме остави. Пеј, вика ја, да ми се врати, да ја осетам, помирисам само. Зар бре јас сега ваков да сум? Еве, и чакширите, и појасот ми се смакнал. Снагата веќе облека не ми држи. Одам, скитам помеани, дерт да заборавам. Сон да ме фати, а сон не ме фаќа. Земјата ме пие, ноќта ме пие, месечината ме пие, ништо не пие. Здрав сум, а пак болен сум. Болен од самиот себе. Болен што сум жив, од кога на свет сум прогледал, уште од тогаш сум болен. Не кажав за ова нешто за Коштана. Јас ја познавав правата Коштана, од која што Бора Станковиќ се инспирисал. Во Вранска бања јас секоја година гостував со боемите. Незините внуци ја пратеа како музичари Коштана, а она секогаш седеше у првиот ред и гледаше а во публиката, а на сцената, бидејќи за неа станува збор, а преку ден трчаше по мене по бањата и викаше: море, Перицо, да ми 2 динара што ме представляваш. И еве еден монолог кој најмногу го сакам. Тука е Митко.
Ej, Stambulke Redžepovice, žalna pesno moja. Stariot Redžep napad, a ja skajnja gore vodaja. I to ajdučki, noga da ne ti šušne. Noć padnala, mesečina se spuštila, a ta Redžepovica me čeka. Legnala na dušeci, gola, mlada, kapka. Snaga da suneš pa da se zaplačeš. Rad se nad glava frdila, kosa crna fildiš rasturila okolo sebe i me čeka. Gleda vo vrata tak kako što od pragu od sonežinite crni pusti oči bi me izela, isplila. Gleda čeka i pe rafistinde unalma, bešjal, bešalma. Na raftu 10 jabolki, 5 zemi, 5 ostavi. Drenka me fanalo na nezino to belo, zrelo grlo, a stari otređe pod dolap kada se beše sokrl, so jatagam na mene polete. Ta vide, pisna, brgu od sebe sviljena košu da sobleče i trza jataganot. A nožut se znaje, svila nesreće i ja staka živ, a ne a posle živa vo vreća je vrzale i vo morava je frlile. Svirete i pejte, bre! Не Мишко, što tako за своята младост? Според Бора Станковиќ излегува дека животот е од самото раѓање Бог. А според она што овде веќе во некои реакции на таа филозофија се покажа, животот има и радосна, хуморна страна. Гане, помогни ми сега за да влеземе во едно литерарно осветлување на искуствата на годините, дали како болка, дали како радост, или сеќавањата може да бидат и едно и друго. Па, да се придружам со една размисла дека сеќавањето е некоја златна подлога на животот. Сеќавањето е конвертибила, што би рекле со денешен јазик. Ова што пред малку Прличко го кажа. Во моето сеќавање е врежано за моето влегување во животот негде веднаш по ослободувањето, кога никнеа сите културни институции во овој простор. И тука нашиве присутни, драги, постари малку колеги, Тодор Николовски, Петре Прличко, се поим за тоа што значи младост, тогаш, кога ние како матуранти кисневме на тие нивни коштани на Чорбаджи Теодос, на Платон Крешет, да ја спомнеме првата, и на еден начин, без оглед колку боли сеќавањето, али тоа му е без оглед на годините, трајна вредност на живењето. Петре, вие сте играле со многу коштани, меѓутоа јас ви приредив едно мало изненадување, ги викнав Ана Костовска и Владко Стефановски и да ги чуеме на нашата маса како најмлади, односно најмлада коштана. Браво. Да знаеш, мори моме, да знаеш колка е жалба за младост.
žalba za vlast. Napor ti bi me more čeka od konja bi me mome sina od konja bi me mome sina. Ima pesma Svirete i pejte. Dimitriju. Dimitrio, sine mitre, majki, ne, dobro. Dimitrio, sine mitre, majkino jedinče. Zar ne vidiš, sine mitre, da te žena vara? Ako majke, barem je ako majke barem je Сега со таа песна сосем мезете и до крај се. И вистина е Митко бре, црн Митко, дека си бекрија. И тоа асли дибидуз бекрија. Само помеани одиш, само пушки и сабји и жени. До кога бре пцојсај, умри. Море, што јас да не се убијам? Чекай. Зошто не? Зар јас не знам што ме чека? Да умрам, земја, црви да ме јадат. Што не су? Не, чекай. Не, ајде на Ајде да крај, се ајде на напиеме. крај. Ајде на крај. Спасите живот. Држи го. Не може да се убие. Доброва е импровизација. Па добро, можете сега да продолжите понатаму. Да. Како живеевте порано и како ќе живееме понатаму. Така де, сега тоа продолжиш. На вас е редот. Најдете нешто во вашите сечавања. Што ќе најдам во моите сеќавања? Јас ако ги почнам да ги редам сеќавањата мои, треба долго да ве држам овде и да ве давам. Се родив за време на Султан Абдул Амида, кога беше
Илинденското востане имав една година, значи бев присутен меѓу македонци овде и јас. Веќе 908 го дочекав, младотурската револуција, дојде друг султан, Султан Решат Пети. После почна Балканската војна, па почна да се редат краљеви, па после цареви, да не ги спомнувам, не можам да ги избројам. Се до Симеонче, оној последниот што требаше да биде, и тој отиде. Сега, што би рекол? Би рекол дека сите овие години што поминава, од тога што ги помнам, едно можам да ви кажам, што ме натера да ја одберам оваа професија. Бев во забавиште и гледав приредба, учителите, учителките приредува забава некоја во школото Свети Кирил Методий во Велес. И тоа е моето прво среќавање со сцена, завеса, звонче и аплауз. Тоа кога го видов, реков, ова јас ке станам. Како беше, со маки, со ова станав, играв прво не на мајчин јазик, на туѓ јазик, па на уште потуѓ јазик, и пак на туѓ јазик, и сега веќе помина и повеќе од 40 години како се играм на мојот мајчиниот јазик. И многу сум среќен што се наоѓам со вас, јас со вас сум млад. Со сите вас, а имаме и млади тука, имаме и помлади, најмлади. И јас се усеќавам како... Јас се усеќам како да сум ваша генерација, толку. Купно 800 години заедно. Па тука некаде, колку имала Дедо Ное, некаде 970 и не знам. Така, тука сме сите. Вие очигледно одвај дочекавте да биде формирана институцијата на нашиот народен театар. Професор Коцо, самиот, како ми кажа, учествуваше барем во формирањето на 10 институции од нашата култура. Ке ме подсетите малце како изгледаше тоа? Па јас со радост се чувствувам на тие години кога се формира институциите во нашава земја. Со телеграма бев испратен во Скопје да организирам Народен музеј. Тој е прв македонски народен музеј. И кога дојдов со писмото од повереникот Епаминонда Попандонов во Куршумлијан, им се представи. Сите станаа мирно и следејќи дека сум директор, еден од оние стари што беа. А јас сум прв директор во историјата на македонскиот народ, зашто сум и прв историчар во историјата на македонскиот народ. Порано немаше во нашата земја стручњаци од таа област. А кој беше, извинете, тој Стојче што беше ден пред вас директор? И видите, направивте една јас анекдота. се сеќавам на еден момент во врска со тоа поставување за директор. Јас не сум прв директор на Македонскиот народен музеј, а бев назначен за прв. Кога ги свикав другарите да се договориме што ќе работиме во Куршумлијан, затоа што објектот беше бомбардиран, како и голем дел од Скопје, стана еден служител, Стевко. Рече, другар, јас сакам да бидам директор. Син ми загина во Скопје во борба со бугарите и германците. До сега ни беа директори туѓи луѓе, сега сакам јас да бидам директор. Се зачудија луѓето, Вера Кличкова, Ѓорги Попов, Михајло Шојле и другите што беа тука. А имав не една шакаджија, Павлина Сујинка, се дупи вака и вели, види го рече, овој сакал да биде директор. Овој служител. Добро, реков, другари, сега е револуција. Можда може и вака да биде Стевко директор. Едно молчење беше големо и подсмевање во себе си. Тога се јави фотографот Гого Попов, Ѓорги Попов, покојниот. Рече, другари, зашто на Стевка му загина синот,
сака тој да биде директор, па да го клајме. Па ако видиме дека не може, тој сам ќе се откаже, тој е честен човек. И Стефко постана првиот директор на Народниот музеј во Слободна Македонија. Се разбира, јас се организирав работата, утрината да го чистиме музејот, таму го лапидариумот. Вечерта се состанавме и Стефко лют. А вели, другари, што се не парчило, не се кози. Јас ќе пукнав денеска. Ја дајте ми ја метлата и лопатата, да се терам работата. Син ми нема да стане, а овој што го назначиле за директор, нека биде директор. И така, јас сум втор директор на Народниот музеј во Македонија. И бев долги промоцијата. и долги години бев директор, разбирате? И долги години и Стефко беше служител, сега е покоен. Ми направи една радост во 11-цата, што оди вамо кај ќерка ми, во Карпуш 3, ме гушна пред целиот народ, пред сите, ево го рече вистинскиот директор на Народниот музеј, тој се сметаше за невистински. Професоре Коджаман, мислам дека веројатно постојат и во сликарството некои весели и ведри анегдоти од овој вид, како што професорот Коцо ни раскаже. Како изгледаше тоа во сликарството во тоа време? Бидејќи тоа се поврзува со мене со првите кораци кои ги направи во тоа време, после ослободувањето од турците 1912 година, некако јас меѓу првите тргнав да учам ликовна уметност. Матурирав 1924 година во Охридската гимназија. И кога заврши матурата, другари отидоа те на медицина, те на техника, те на експортна академија и така натаму. А един Иванđел Коджамановиќ оди на некаква уметност, вика, што е тоа? Зогреб. Зогреб, не, вика, питат ќе бива да вика. Питат ќе бива да вика. И ден не разбоште. Сај, мајко, што е ова сега? И ми дојде до ушиве мој. Марко, ја бев упорен. И тргнав. Се упише во Белград некако, ме послужи среќа, добив и стипендија, вамо тамо. Веднаш кај Миловановиќ бевте или? Не, тоа е на академскиот течај. После 4 години, после 8 семестри, ојдов уште 2 семестри, уште 4 семестра завршив академскиот течај, двогодишен за чиста уметност. И така во тие во средби, во овие средби беше многу интересно. Ти вика, кој ќе ме средеш? А, бе, вика, Коджам лудење со крпа, вика. Ќе биде питаче. Кога завршив јас гимназијата, дојдов во Белград, веќе во втората година и третата година имав средба со Љуба Ивановиќ, најголемиот графичар во Југославија и вон границите на Југославија. Тој во втора година ми предаваше портере, во трета година акт. И така со љубов беше тој некако према мене расположен, што бев од оваа земја, од овај крај. И секој ме беше, ти си македонец, ја волим Македонија, вика. И така некако настана некои присни, блиски односи со директоров, со овај мој професор. И така, тоа време течеше, но дојде време и да се работи веќе посложени работи. Првите години помине така во први средби со оние, така, да кажам, цртачки можности, испитување на таленти, така, али дојде портере, веќе судиш со посложена композиција, посложени портрети, посложени проблеми и така натаму. А дојде и актот. Кога дојде и актот, и сега како ние прв пат во животот сме виделе гола жена. Ај, богати сега. Али, го знаеме сега искусство на професорот. А меѓу нас имаше и такви младичи кои би малку и богати видео се скинула вика гола вика. А ние така поскромни имам некако со такво воспитување вамо патриархално вамо тамо подруго гледаме. А знаејќи го тоа професоров ќе речи кој ќе излезе моделот од зад параван, гола од мајка, и ќе дојде на подиум, ќе речи слушајте, вика, господа, вика, ви, драги ученици, забранjujem рукоприпадително средство.
Dobro je rekao. Još imaš i takvi malko bi rekao, čepnin malo. Така да štipnin malce. Архитектот Кубеш не е македонец, меѓутоа веќе толку години е во Скопје, што можеме да го сметаме како наш човек. И колку се сеќавам, првиот проект урбанистички на Скопје го нацртал на салфета кафанска. Има ли нешто точно во таа анекдота или јас ја претерам? Sad malo je teško razgovarati o prošlosti kad je prisutna jedna krasna mlada dama sa fantastičnim glasom. Ali ipak, ako hoćemo već po toj tezi koju smo postavili ranije, da o prošlosti razgovaramo u projekciji budućnosti, da se podsjetim na te prve momente mog kontakta s Makedonijom. Ja mrzim razmišljanje o prošlosti i ne volim to mnogo, naročito još o tom da pričam, a još da se to odnosi na mene. Međutim, ovdje se radilo o upoznavanju čovjeka. Čovjeka po toj tezi da čovjek je merio svih stvari, a on i je. Prvi susret je negdje 45. godine, Dimitar Vlahov. Razgovor o prošlosti Makedonije, ja sam tada bio profesionalni žurnalista i intervju sam uzimal njegov. Poslije toga, molim? To беше во Прага или во Скопје? Ne, to beše u Pragu, 45. godine. Dimitar Vlahov je predvodio delegaciju jugoslovensku za prvi kongres sveslavljanski u Bratislavi. Tada sam prvi put čuo o makedonskoj prošlosti, o političkim problemima, o političkim konsekvencijama, o budućnosti Makedonije. A onda poslije toga došao je jedan prekrasan susret sa jednim mladim, visokim dečkom sa plavim očima, sa puno fotoaparata koji je bio na specijalizaciji u Pragi. Mislim da znate o kome se radi, da je to Blagoj Drnkov, koji je negdje početkom 47. godine došao u moj atelije i upoznali smo se i razgovarali smo. I mislim da do dan danas, ako me nešto raduje, je prijateljstvo sa njim. Poslije toga došlo još puno drugih susreta, a i jedan doživljaj koji treba da spominjem, i to je knjiga koja se zove Nepoznata Makedonija, a čiji autor je Ludvik Kuba, čuveni češki slikar, koji je 24. godine još pisal na ovu temu, dokumentiral sa puno akvarela. Mislim da nije tako davno što bila i ovdje izložba njegova. Prvi moj dolazak u Skoplje je bio 47. godine, negdje u junu. Nažalost, došao sam večer i bil neki kvar na struji, bil mrak, veliki mrak. Tako da u stvari od Skoplja ništa nisam vidio. Sem ove čaške isto tako otpala u jednom dubokom mraku sa svećom. Međutim, sutra dan, kad sam ustao i kad sam izašao u grad, čini mi se kao Afrodite kad je ustala, kad se digla iz pene, tako i ovaj grad se digl u tom fantastičnom prolečnom svetlu, suncu iz mraka i nešto mi je otvorio što na kraju postalo presudno. Tada je ovaj grad postao moj, a ja sam postao njegov. I do dan danas sam njegov. Profesore Čipan, da li za vas Skopje izgledaše vaka somnabulno, čudno, egzotično kako što izgleda vo spomenite na Kubeš? Не, сигурно. Јас бев во тоа време градски архитект на Скопје. И го познавав Скопје во сите негови поединости. Го познавав старо Скопје
а мислев и на она Скопје која треба допрва да дојде. И кога купеш дојде во Скопје, јас бев изненаден оти некои други треба да ни го уредува Скопје, а не ние сами. Меѓутоа, судбината беше таква. Тогаш во Скопје имаше само 4 архитекти. Двојца од кои беа странци. А едниот од кои беше многу стар веќе, значи само јас бев млад архитект. Со некаква можда визија. Меѓутоа, јасно е дека на младите визиите потешко се прифаќа и потешко се реализира. Јас мислам дека овој разговор овде е премногу свртен кон минатото. И можда така вие го замисливте, ама со оваа музика и со овие сеќавања на тоа минато се ставаме ние самите во ситуација да не мислиме на иднината. Јас мислам дека мислам на иднината, тоа е навистина така. Зашто сите овие сеќавања овде кои се изнесуваат и кои ќе бидат изнесени, во сушност не ги сметам за сентиментална жал за младост, како што рече Петр. Јас ги сметам како сигурен, многу драгоцен влог во иднината. И заради тоа, јас иако ја познавам историјата со 1000 години назад, секогаш таа историја ја мислам како да се транспонира во иднината. Иако денеска се уште таа вредност на она што го сторило оваа генерација можда не може да се вложи во некое позитивно искуство, сигурен сум дека ќе дојде време дека овој влог ќе биде основа за нешто сосема вредно, за нешто сосема ново, што ќе биде за Македонија многу подрагоцено отколку овие вакви весели сеќавања на некое минато, жално минато. Тоа не беше жално, беше вредно. На почетокот од снимањето јас да ве потсетам реков дека секоја нова година веќе утре станува стара година. Значи, овие години зад нас не ги третираме како нешто што дефинитивно е завршено, дефинитивно пропаднало во неврат, туку дека подготвува можеби една поинаква иднина. Токму затоа би го замолил Дрнков, Благоја, кој веќе од 30-та година нааму, наместо да оди како трговски помошник за што се подготвува, тој почнал да ги следи сите настани, меѓу другото и голем дел од вашите дела, низ камерата и низ фотоапаратот. Ја 30-тите години се години, како што вика и професор Чипан, дека минатото ја прави иднината. Можам да речам дека од дете се занимав со фотографијата, меѓутим не онака да ја имам свој фотоапарат, него лабораториски нешто играв. Бев трговски помошник и за тоа време не беше лесно да се купи апарат. Али некако кај што купував материјал, овој трговецот ми викаш: "Абе ти немаш апарат, како можеш да се занимаш со фотографија?" И се договоривме, купив на 10 месечна отплата еден фотоапарат
за 500 динара, значи 50 динара месечно да отплаќам. Тоа беше богатство за мене големо во тоа време. Тога и ги направив и првите фотографии, ја сликав прво мајка ми и сестра ми и сликав семејството, за да можеме да се видиме како сме изгледале во тоа време. Меѓутоа, у тоа време ја започнав да учам и трговска школа. У тоа време некако ми се чинеше дека најуносно е ако јас од трговец станам книговодител. Бидејќи трговската школа не учеше за книговодство, не учеше како да бидеме добри трговци. И тоа некако ми идеше најубаво. 34-та година ја завршив таа висока трговска школа у тоа време. Меѓутоа, колку идев понатака, мене некако ми се дешаваше све книговството да стане помала работа, отколку што е фотографијата. Јас се развијав на тој начин што 33-та година као книговодител станав пословодител на една фототрговина на Теодосија Вучидолац во Скопје. Желбата моја беше да и тоа го работам, али таму го најдов царството за фотографија. Таму имав многу апарати, таму имаш одличен материјал за да можам да го користам тоа све, али што беше најважно една работа, една нова техника се јави, таму дојде и кинокамера. Први пат 33-та година јас на 9,5 мм на пате филм еден снимав, исто така во дворот сестра ми и петлите како се тепаат. Значи, започнува една нова ера кај мене во животот, нешто ново интересирање. Това интересирање полека почнува да се развија. 35-та година почнувам да излагам фотографии. Први пат сум излагал во Београд на Друштво на пленарската изложба една фотографија. Така полека јас се развијав и кога дојде новото време наше, после ослободување, за време на окупацијата јас не се занимав со ништо друго, оно што имав задачи да ги свршам позадински, али новото време донесе чудни работи. Јас кој се занимав со фотографија и со филм, јас станав тога и прв директор на кината во Скопје и у исто време најголем интерес покажував за да може да се развие кај нас производњата за филм. Така станав и прв дописник на филмскиот журнал во Македонија. На тој начин почна да се развие. И еве, ако некој би ме прашал мене негдека пред ратот дека мојата будушност се состои ова, јас би му рекол дека ќе некој будала, а меѓутоа еве видите каде условите на човека и интересот го тераат да може да дојде до некаков развој и еве до денеска до ова што сум. Значи, Гане, јас сега би те замолил да се вратиме на самиот почеток, на тоа што определувајќи се за овој избор на луѓе во пресрет на новата 1987 година, им го вратиме статусот на млади и вителни како што се и да после една беседа која очекувам од тебе во име или против оваа средба, да продолжиме со музиката на нашите млади и обдарени гости. Јас ќе започнам малку со исто со сеќавање, тоест филмската лента на своите сеќавања ќе ја вратам за 40 години наназад. Крајот на 46-та, значи пред 40 години бев матурант и бев така на едно распаќе во изборот на професијата. Чичко Тошо знае, па и Перица Паличко знаат, јас бев некаков стажант или статист во Македонскиот народен театар и бев на 2 турнеи со Македонскиот, првите големи турнеи во Белград и во Софија. И кога Перица го играше, нели, во сомнително лице, мислам, Чичко Тошо, нели, бев вака еден од присутните, го видов и Војдан Чернодрински и така натаму. Меѓутоа, ете на тоа распаќе, нели, дали театрот изгуби или литературата доби, се отвори филозофскиот факултет, се определив за студент по литература. Но сакам да кажам во присуство на двајцата првенци, вечните наши имиња на театарот, дека не ке можеше тоа време да се стартува во театар покрај вакви лавови, кои што
се до денеска не можеш да ги изместиш од естрадата, а камоли тогаш. Замислите кога имаше тука покрај нив, ајде се говорам за сомнително лице, уште, да речеме, Милчин, уште Мирко Стефановски, татко му на Владко, па Димче Трајковски и така натаму. Беше голема дрскост да се обиде човек тогаш, да им го земе лебот. Така што најдовме друга професија и не е лошо. Мислам, овие сите сеќавања не враќаат кон едни такви ведри расположби, бидејќи сепак човек кога ќе остави за себе барем 4 децении, не е малку и со многу драги спомени се враќа во тие години кога завршувајќи ја гимназијата, почнувал нешто и имал под знакот, вечниот знак на македонската уметност, што беше таа егида на младоста, вечната младост на нашата уметност. Немавме ние предходници, ние сите на некој начин бевме, дали како прва или втора генерација, бевме некој почеток. Тоа се драги спомени. Рудо јагне и кокошка. Рудо јагне, јано мори.